Флафи заврши во Центарот за изучување на дивиот свет во Силмар, Калифорнија, откако стана преголем за кадата во својот дом. Неговите собственици може да завршат осудени за кривично дело, бидејќи во Калифорнија е нелегално да се чуваат екзотични животни, вклучително и алигатори, дома, како домашни миленици. Дейвид Рихерт е основач на Центарот за изучување во кој сега живеат Флафи и некои други напуштени екзотични животни. Ова е американски алигатор што некој го имал за домашно милениче и го чувал во својата када. Во 2005-та Реджи стана насловна кога се појави во водите на Лос Анџелес. Беа потребни 18 месеци за да го одведат во зоолошката градина. Неговите поранешни собственици првично го купиле на црниот пазар. Сара Вокер е од Сдруженијето на зоолошки градини и аквариуми и вели дека наоѓањето екзотични животни на црниот пазар е лесно. Низ САД инспекторите наоѓаат по 27 живи животни на ден. Тие се шверцуваат понекогаш по пошта, во авиони, во карго и со патници. Верували или не, луѓето шверцуваат птици, желки и секакви животни, буквално залепени со селотейп за нивното тело. Официјални лица на аеродромот во Лос Анџелес, главната воздушна порта на западниот брег на САД, фаќаат многу екзотични животни. Поборниците за нивна заштита одлучија да отворат изложба посветена на трговијата со нив. Ова е наша четврта изложба во САД. Лос Анџелес е наша клучна локација. Тоа е толку зафатено пристаниште. Секојдневно има случаи на многу екзотични животни и производи од животинско потекло како се шверцуваат. Трговијата со екзотични животни им носи на ловократците и трговците со луѓе околу 23 милиарди долари годишно, според одделот за домашна безбедност. Рихард вели дека птиците вредат најмногу на црниот пазар. Некои видови птици може да бидат многу скапи, како различните видови загрозени папагали. Тие се купуваат по голема цена. Многу екзотични диви мачки, дури и тигри, изненадувачки, не се толку скапи. Трагедијата е уште поголемо, според една неодамнашна студија, дека околу 70% од шверцуваните екзотични миленичиња умираат уште пред да стигнат на црниот пазар. А оние кои што се спасени често завршуваат во прифатилишта кои не знаат како да се грижат за нив.